Следните минути резервирани за нашата рубрика Будење, иако официјално не ги будиме, бидејќи ова семејство е веќе станато, се подготвува за своите работни обврски, но и за училиштето. Македон ни е на линија, па пред да ги спратиме во школу овој понеделник, драго ми е што утрово ќе може да не поздрави нас и целата македонска јавност, која што во моментов е на фреквенција на Телма телевизија. Добро утро за Владимир и добро утро за Македон Димитровски. Добро утро. Димитровски. Добро. Се надевам дека сте добри. Македон, добро утро до тебе. Како си утринава? Дали се наспа? Да, јас сум наспан и сум спремен. Јас сум спремен за школа и сум спремен да одговарам сите прашања што ги имате за мене. Ајде, нема многу, воопшто не се тешки како тие на математичката олимпијада, но многу ми е драго што можеме заеднички вака да ги споделиме твоите големи успеси на кои што мислам дека нема македонец кој што не е горд, но веројатно најгорди се мама и тато како една најсилна поддршка која што постојано ти ја даваат. Од 28 април до 3 мај се случуваше математичката олимпијада во Германија, во Франкфурт, на која што навистина освои значаен резултат и успех, 2 златни медали, а и добивање на титулата лауреат. Но пред да ни раскажеш за импресиите, би сакала дали можеби од тебе или од тато да слушнеме како Македон стигна впрочем до ова олимпијада. Кој е патот кој што треба? Може и Македон да објасни секако. Еден ученик или момче како тебе да го изоди за да дојде до олимпијадата. Овој натпревар не беше само финалето. Прво ние добивме предлог за овој натпревар од моето училиште Нова пред неколку месеци и поради тоа ја учествував со некои други ученици на училиштето. Прво на прелиминарната рунда учествував, кај што поминав, и после на онлайн финалната рунда со тренинг од мојата учителка и менторка Марија Цветковиќ. И ние решававме отприлика 2 недели пред секој натпревар. И прво почна период со околу 110.000 учесници, но после прелиминарната рунда и онлайн финалето, за гранд финалето во Франкфурт, немаше ни еден македонец што вистина останал и само ја бев. И имаше таму околу 1000 ученици на финалето и за мене натпреварот беше многу возбудлив и не беше ни тежок ни лесен. Ни се допаѓа на задачите, беа до 40 по број и имаше сат време, но затоа беа малце полесни, иако имаше многу од нив за решавање во брзо време. Да, ни тешко, ни лесно. Беше да се каже дека Македон кој искочи од натпреварот века, па ова не било многу тешко. Како века Македон мене не ми беа тешки. Тоа нас не радуваше во секој случај. Да, тоа е веројатно добар старт или добра можност од самиот старт да помислите дека веројатно ќе има и висока позиција како што и тоа се покажа. Да, можеме ли да зборуваме освен она што кажавме како стигна Македон до таму, Владимир, би сакала да ни споделите ако може ова едно престижно натпреварување на кое што навистина имаше многу учесници. Па како вие би го опипали или почувствувале целиот тој момент што таму се случуваше? Какви импресии вие носите од таму како родител, како некој кој што веројатно може би има и повеќе трема кога трае натпреварот за разлика од Македон? Верувајте дека тремата беше на највисоко ниво. Целата таа атмосфера беше стварно воодушевувачка, затоа што толку многу екипи, толку многу луѓе, деца од цел свет, од сите раси, од сите можни делови од светот и беше стварно една голем притисок за сите нас, за Македон посебно. Нарочито затоа што се одржуваше на ГП универзитетот во Франкфурт, каде што е огромни сали, сите тоа дополнително правеше пресија на Македон, но он се задржа мирен и гледам до крај дека ја заврши работата како што треба. Успехот е огромен, знаејќи дека е единствен што доаѓа од Македонија, заради тоа што на почетокот кој почна самото натпреварување, имаше повеќе од неговото училиште, деца и од цела Македонија што се конкурираја, но со тек на време он остана единствен да ги брани боите на Македонија. И достоинствено ги одбрани, освојувајќи 2 златни медали, би кажала златен медал во индивидуална конкуренција по математика и златен медал во математички предизвик. И веројатно овие големи успеси му ја донесоа и титулата
лауреат на оваа математичка олимпијада. Пред да ни кажете што значи лауреат или какви бенефити понатака носи за Македон оваа титула и овие златни медали, би сакала Македон, бидејќи велиш задачите не беа ниту тешки, ниту лесни. Какви предизвици имаш или што ти беше тебе најинтересно додека ги решаваше тие математички задачи? Прво задачите не биле толку тешки колку другиот преживеан, бидејќи имаше 40 од нив во вкупно саат време, затоа за секоја задача имаше отприлика 90 секунди и тоа беше проблемот. Секоја задача, иако лесна, не имаше многу време за се реши и работата на овој надпревар беше да биде уште еден степен повисоко од другите надпревари. А на другите надпревари имаше 30 задачи во саат време, ама со овие плюс 10 задачите биле направени да е уште потешки, да има филтер за најдобрите деца да ги решат сите, а тие што не се биле добри или некои задачи да ги пропуштат или да ги сгрешат. Морам да напоменам, при доделување на наградите беше доста интересно. Прво искочија бронзените медали по категории, Македон го немаше на листата. Потоа беше на сребрените и таму го немаш. Тој доа златните медали го немаше ни тука. И ние дури Македон се возбуди зашто како може да ме нема. И на крај испаднаја топ 3 лауреатите, го немаше на трето, на второ и кој искочи името за прво најдобар во својата категорија, ние бевме буквално воодушевени, не знаевме буквално кај сме, како да стигнеме до бината. И тоа беше моменти за паметни што нема да ги заборавиме цел живот. Верувам, да, и тоа убаво го пренесовте преку социјалните мрежи, а секако и медиумите, затоа што навистина вакви приказни заслужуваат да стигнат до што поголем број на луѓе, да мотивираат млади, да видат колку далеку навистина може да се стигне со љубов кон нешто, со упорност, истреност, со дисциплина и со многу работа. Што значи, Владимир, сега оваа титула лауреат за Македон? Дали таа отвора некакви поинакви хоризонти понатака во светот на математиката, во светски рамки, би рекла? Пред се, можам да кажам, многу делува на самодовербата на Македон, што ни е најбитно, заради тоа што тек сега сваќаме дека он може да се надпреварува во сите нивоа. Затоа што таа самодоверба ја немавме претходно, затоа што немавме идено на толку големи надпреварувања. Така да и во секој случај му отвара и други работи, например Македон ќе полага SAT тестот за влез на факултет, така да со оваа награда му се отвараат многу шанси на разни универзитети. Така да и тој е вториот бенефит што би го добиле, а во секој случај и самата престижна награда лауреат на вакво такмичење за него мислам дека значи се. Така ли е, Македон? Ова е најголема награда за мене и кога слушнав дека ја добив, кога моето име се појави на списокот, добив една најголема еуфорија што до сега не сум ја осетил за никој надпревар. И морам да напоменам дека не е случајно, Македон многу работеше со месеци, не е тоа еден ден, не е ни 2 дена. Он има свој ментор од Австралија што мора да го поздравиме. Горан Милошевски работеше до денови со него и он ја водеше целата оваа постапка за да стигне Македон до ваков успех. Да, и учителката Нели Мачев спомнат Марија Цветковиќ. И секако од училиштето Марија Цветковиќ. Така да се работеше со него интензивно, не е случајен успехот. Нормално. Да. Што е следно? Јас верувам дека Македон тука не застанува и дека постојано апетитите се зголемуваат. Веројатно ќе се подготвуваш за некој следен важен надпревар. Што е она што би сакал да си го поставиш како нова цел? Следниот важен надпревар ќе биде во Несебар, Бугарија во јули 4 до 7, каде пак ќе се надпреварувам и ја веќе за квалификацијата на овој надпревар сум добил 2 златни медали и една сребрена медала и ова супер финале ќе биде многу интересно искуство. А за каков надпревар станува збор во Несебар? И исто се работи за интернационален надпревар, каде што има од многу земји надпреварувачи. Таму бевме минатата година, освоивме доста награди
но сега се враќаме, мислам дека посилни за уште подобри резултати. И посилни, така е, да. Самодовербата е многу важен фактор во целиот овој процес, особено и кога имаме вака млади дечиња чијашто кариера допрва треба да дојде. Македон, искуството не е многу битно за овие надпревари, затоа што атмосферата може да те понесе, притисокот на времето, затоа што доста други задачи се лимитирани со време и тоа е проблем. Не е само познавањето на задачите, туку и времето за да ги... Морам да напоменам дека во последните 3 надпреварување што ги имаше на Германската олимпијада, он имаше максимални 100 поена. Што беа затоа и го понесе лауреатот на целото такмичење. Браво Македон. Не се сомневаме дека и допрва ќе нижеш успеси и некако идва чекаме да видиме што е следно од тебе. Пред да ти спратиме во училиште, да ти заблагодариме за времето, само да ми кажеш кои ти беа најголемите конкуренти на оваа математичка олимпијада во Германија? Од каде, од кои држави? Имаше многу разни ученици од вкупно 47 држави со Македонија тоа е бројот, и имаше со многу деца, 1000 деца вкупно што се учествуваа, и затоа имаше многу конкуренти. И имаше едно дете од Киргизстан што ја приметил дека многу добро учи и дека тој добил еден добар лауреат и дека кога бевме на тимско и тој ми помогнал со задачи. Одлично. Верувам дека се остваруваат и многу убави контакти преку ваквите надпревари, но ете со оглед на тоа што времето ни е ограничено и веќе мораш да заминеш во училиште од 8 часот. Ти благодарам многу на тебе, на тато, на мама, на целото семејство кое што ја дава поддршката за вака успешни и квалитетни деца кои што ги имаме, преценели и талентирани. Владимир, благодарности до вас за одвоеното време утрово. На поканата, мило ми е што бевме дел од утринската програма. Да, нас ни е особено задоволство кога имаме вакви убави приказни да споделуваме заеднички. Ви благодарам уште еднаш и ви посакувам овој понеделник вака со утринската да започне на убав и позитивен начин. Поздрав до вас. Секако. Поздрав, Чао Македон. Да, се надевам дека ова е приказна која што навистина инспирира и треба да инспирира уште многу други во нашата земја. Ова се приказни кои што заслужуваат да бидат во вниманието, во фокусот и апсолутно да не бидат занемарени. Продолжуваме ние понатаму да го следиме Македон и сите негови значајни работи кои што ги прави.